Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 на 50 на минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва политичка анализа на тема планот на Белата палата. Ако во четвртокот имавме политичка анализа на тема или со работа наслов планот на Бихачка и ги анализиравме сите политички процеси или политички стратегии на СДСМ како да остане на власт или да победи на следните избори, вечерва ќе анализираме стратегијата на Белата палата или на ВМРО-ДПМН. Што сака Белата палата, што сака ВМРО-ДПМН или што сака Христијан Мицкоски. Тоа е прашање за $1.000.000. Бидејќи ние можеме да предпоставиме што не сакат, меѓутоа никогаш не можеме да предпоставиме што сакат или во еден ваков контекст на политички односи какви што владат изминатите 4 или 5 години после доаѓање на Мицкоски на чело на ВМРО-ДПМН, многу е тешко да се дефинира што сака лидерот на партијата и што сака ВМРО-ДПМН. Во наредните 40 или 50 минути, преку политичка, но и преку психолошка анализа, ќе се обидиме да дефинираме и да детектираме која е стратегијата на Христијан Мицкоски и која е стратегијата на ВМРО-ДПМН. Што сака Мицкоски? Мислам дека ни Христијан не може да ви каже што сака Мицкоски, како што ни Мицкоски не може да ви каже што сака Христијан, освен дека сака да дојде на власт и освен дека сака да остане лидер на ВМРО-ДПМН. Кога анализираме шарената револуција или тоа што се случуваше 2015, 2016, 2017 година, тогаш можевме многу јасно да дефинираме 3 или 4 стратешки цели на таа шарена револуција. Дека ВМРО-ДПМН има заробена државата, дека ја гази демократијата, дека поради таа заробеност на државата не може ВМРО-ДПМН да се победи на фер и демократски избори, на вистина и на изборите на 11 декември 2016 година, иако ВМРО-ДПМН изгуби власта, не ги изгуби тие избори, и како четврто дека ВМРО-ДПМН ја има ставено под контрола целата држава и дека државата не се движи напред, односно не се движи кон ЕУ и не се движи кон НАТО. И кога вие ја поддржувавте или не ја поддржувавте шарената револуција, без разлика на партиската или на политичката припадност, вие точно знаевте што ќе се случи ако победи таа шарена револуција. Како што и секаде во светот точно се знае кој стои зад одредени форми на шарена револуција и што треба да има на крајот на тунелот на таква една шарена револуција. Може да има разни финеси, дали ќе има албански букви или албанска азбука на униформите на полицијата или на армијата или нема да има. Дали ќе се реши на овој или на оној начин проблемот со името или нема да се реши. Меѓутоа суштината е таа да се откочи државата од заробена да стане незаробена, да се отворат преговорите со Грција, евентуално со Бугарија и со соседите, да се отворат преговорите со ЕУ и со НАТО, Македонија да стане членка на НАТО и во догледни на членка на ЕУ, и тоа бе суштината на шарената револуција. Односно, флоскулата нема правда, нема мир, да се презентира во формирање на Македонија во една модерна држава. Сега, кога стана збор за Христијан Мицкоски како опозиција, ВМРО-ДПМН како опозиција, вие не може да дефинирате ниту една точка која може да ја дефинира нивната стратегија, нивната политика. Таму има две формулации кога стана збор за уставните измени. Овој состав на парламентот нема да ги изгласа уставните измени, или овој состав на парламентот нема мандат да ги изгласа уставните измени. Што ќе рече дека уставните измени не се добри или лоши, туку парламентот може или не може да ги изгласа уставните измени. Ако ние не дебатираме дали уставните измени се добри или лоши, односно дали парламентарниот состав ќе ги изгласа или нема да ги изгласа уставните измени, што е разликата, почитувани гледачи? Што е разликата помеѓу овој состав на парламентот или некој еден состав на парламентот кој ќе ги изгласа уставните измени? Во тој еден состав на парламентот мнозинството треба да го има ВМРО-ДПМН, односно Христијан Мицкоски. И тогаш уставните измени ќе бидат добри. Сега уставните измени, бидејќи мнозинството го нема Христијан Мицкоски, ВМРО-ДПМН се лоши, бидејќи тие не може да печелат одредени политички поени од нив. Тоа е суштината на политичкото делување на Христијан Мицкоски и на ВМРО-ДПМН. Тука не дебатираме што сакаат, туку што не сакаат. Не сакаат во мандат на СДСМ да отпочнат преговорите со Европската унија. Зошто? Бидејќи одредени грантови, одредени пари би дошле во државата и СДСМ можеби со помош на тие грантови и на тие пари да направи политичка разлика во однос на ВМРО-ДПМН. За тоа да не се случи, знаете, тоа за една шницла, тоа на што постојано кажам, вие за една шницла не можете да убиете цел вол. Тоа сега се случува за една шницла, а тоа е СДСМ да нема одредени политички бенефити од откочување на процесите со Европската унија, ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски по секоја цена
ќе ги коча тие процеси. Што прави опозицијата? Па сака да купи време, знаете. Кога анализират одредени процеси или кога терат одредени процеси, за тоа ви се клучни две работи – време и пари. Во овој момент ВМРО располага со многу пари, бидејќи повеќе од 40 општини во Република Македонија или локалната власт во повеќе од 40 општини во Република Македонија е во рацете на градоначалници на ВМРО ДПМН, што ќе речи дека во Белата палата течат река на пари од тие 40 општини, што ќе речи дека ВМРО ДПМН сега располага со пари, но не располага со време, знаете. И кога вие располагате со пари, а не располагате со време, тога сакате да го преспиете времето или да купите време. И тога се наоѓате во улогата на Скарлет Охара во филмот Прохујало с вихором, која вечерта пред спиење вели јам голем проблем, имам тежок проблем, што да правам? Ајде да не размислувам сега, да легнам да спијам и може би утре са балја кога ќе станам проблемот сам ќе се реши. Ево таква улога или во таква роля сега е Христијан Мицкоски. Тој има пари, но нема време. Бидејќи нема време и мора брзо да носи одредени одлуки, бидејќи тајмингот, дедлајнот, односно крајниот рок да се донесе таа одлука ќе биде 1 јули или крајот на јули, до тогаш мора да се дефинира дали ВМРО ДПМН на кој начин и дали воопшто ќе учествува во уставните измени во Република Македонија. Тогаш Христијан Мицкоски како Скарлет Охара сака да легне да спие и кога наутро ќе се разбуди од спиење, пред да се качи на водно, проблемите сами од себе да бидат решени. Ово сигурно сте го читале, сте го учеле, па дури напамет сте го научеле на часови по македонски или на часови по литература. Еден сегмент, извадок, цитат од ремек делото Горски венац на Петар Петрович Njegош. Чашу меда још нико не попи, што е чашом жучу не загорчи. Чашата намете власта и сите привилегии на власта, а чашата на жолч се всушност тешките договори, реформите, преспански договор, рамковен договор, преговори со Бугарија и француски предлог, односно француски договор или договор на меѓународната заедница за откочување на тие преговори помеѓу Македонија, односно Скопје и Софија, односно Република Бугарија. Гледате, вие сакате да имате власта, бидејќи власта е мед. Меѓутоа тешките разговори, тешките преговори, тешките договори се жолч, кој го загорчува животот, кој го загорчува политичкото делување. Вие не можете да бидете власт, да станете власт, или да дојдете на власт, или да останете на власт, ако не решавате крупни проблеми. Ако како Скарлет Охара ја пикате главата под перница, сакате да заспиете и некој друг, времето или сами од себе да се решат тие проблеми. И ова реченица или овој цитат од Горски венац, всушност на најдобар можен начин и отсликува не само позицијата на ВМРО ДПМН, туку на секоја опозиција која сака да дојде на власт, сака да го има грнето со мед, сака да срка со голема лажица од грнето со мед, меѓутоа не сака да се напие од жолчот или од жолчката или од горчливото или од пелинот, бидејќи секоја власт и секој процес на тешки преговори всушност ношат до одредена горчина, до разочараност кај население, до разочараност кај електоратот. И тоа е суштината, тоа е конфликтот, знаете. Од една страна го имате медот и со медот да ја храните целата таа булумента на луѓе кои се партиски ориентирани, кои се дел на партиска структура, неопределени гласачи, да ги добивате, да ги придобивате, да ги купувате на крајот на кроиштата, да кокетирате со медиумите, да фрлате пари во медиумите и од друга страна треба да правите одредени горчливи потези, одредени реформи, одредени болни компромиси кои предизвикуваат горчина пелинка населението. Умешноста на владењето, како да ги скомбинирате тие два процеси. Вие не можете да земете само од грнето со мед, а да не земете од грнето со пелини, тоа е суштината. Христијан Мицкоски во МРДПМН сака сега да го земат само медот, меѓутоа да не го испијат пелинот. Бидејќи тоа не може да се случи, тогаш партијата, целата опозиција влегуваат во одреден конфликт, бидејќи вие тоа може да го правите ако сте партија која треба да освои 5 или 10 пратеници во македонскиот парламент и таму да ја глумите партијата Возраждение во бугарскиот парламент или Левица во македонскиот парламент или Шешел во српскиот парламент. Меѓутоа ако сакате да бидете власт, тогаш морате освен медот да го испиете пелинот. Гледате, почитувани гледачи, кога вие го гледате Меси или го гледате Роналдо како дриблат, седнати во некоја фотелја или легнати на тросет или на двосет, ви изгледа дека тоа е многу лесно. И кога тоа гледајќи го почнувате самите во вашата глава да го правите, вие тоа знаете да го правите. Кога го правите во место, исто така знаете да го правите. Но кога ќе почнете тоа да го правите во трк или во трчање, тога сваќате дека сте екстремно спори,
дека најспориот бег во светот ќе може да ви ја земи топката, бидејќи тоа што го прави Меси и Роналдо, тоа се множи пута фактор време. Бидејќи времето е клучно. Сите тие работи можете да ги направите вие, но многу споро, знаете. За разлика од нив кои тоа го прават во трк или го прават во трчање. Затоа кога ги анализирате сите процеси во државата, во Република Македонија и во регионот, вие мора да ги ставите во еден контекст на времето. Кога анализирате Вучич, мора да го ставите во контекстот на времето. Кога анализирате Христијан Мицковски или Димитар Ковачевски, мора да го ставите во контекстот на времето. Кога анализирате Мило Џукановиќ и неговото владење во период од 30 години, мора да го ставите во контекст на времето. Дали од таа страна на власт е Александар Вучич или Слободан Милошевиќ. Сите тие процеси вие мора да ги конституирате на некој начин во еден контекст на времето. Ако го промашите контекстот на времето, знаете, тогаш вие промашувате целата работа. Иако јас и вие тоа го промашиме, никому ништо. Никој нема да има штета поради тоа. Но ако опозицијата или власта го промашат контекстот на времето, тогаш тоа може да има драматични последици не само за власта и за опозицијата, туку и за целата држава, односно за Република Македонија. Сега ВМРО ДПМН нема многу пари, полни се како брод, не им требат пари. Не им требат ни алфи, ни малфи од медиумите, бидејќи од 5 национални телевизии, сите 5 се на страна на ВМРО ДПМН. Знаете, имаше еден поранешен газда на голема сендвичара во Скопје и тој велеше дека кога сме биле млади или кога биле тие млади, имале здравје и пукале од здравје, можеле да јадат се, можеле камен да јадат, меѓутоа немале пари да купат тоа што сакале да го јадат. Сега кога станале големи газди, кога се полни како брод и имаат пари, немаат здравје да го јадат тоа што го сакаат. Бидејќи имаат шекер, имаат холестерол, наместо 17 или 80 кг имаат 120 кг и без разлика што се полни како брод и имаат пари, не може да го јадат тоа што го сакаат. И во некоја таква слична ситуација се наоѓа сега ВМРО ДПМН. Има пари, полни се ко брод, а всушност времето ги гаси. Знаете, како она на шаховска табла. Кога имате уште 10-15 потези, но имате само една минута и може да ви падне знаменцето. И што прави ВМРО ДПМН кога се наоѓа во цајтнот, кога може да им падне знаменцето? Па ги руши сите фигури на шаховската табла. Ја бутка, ја турка шаховската табла. Туркајќи ги сите фигури, всушност сака да ја прекини утакмицата или да го прекини мечот. Зошто тоа го прави? Бидејќи ако влезе во цајтнот и ако во тој цајтнот мора да прифати капитулација, бидејќи ВМРО ДПМН секој компромис го сваќа како капитулација, наместо тоа да го прифати, тогаш ја руши играта. Тоа го прави ВМРО ДПМН. Општата хистерија која сега се создава во Република Македонија, всушност таа се создава изминатите неколку години после доаѓање на Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН, кога главен идеолог на партијата е Александар Николовски Илче Гебелс, всушност тие го водат најлошото од гореевизмот сега во Белата палата. Бидејќи цајтното тропа на врата, мора да донесат одлука, а одлуката воопшто нема да биде лесна, тоа значи дека ќе влезат или во процес на преговори, или учество во уставните измени, или во процес на изолација од меѓународната заедница, тие рушат таблата. Како го прават тоа? Правејќи општа хистерија. И ние, проаѓајќи низ еден процес на општа хистерија, всушност треба да заборавиме на клучното прашање во Република Македонија. Ке се гласа или нема да се гласа за уставните измени? Има еден пример кој постојано го кажам. Им го кажам на моите пријатели, не сум ви го кажал аз, сега ќе искористам ова прилика преку тој пример да ви објаснам што всушност не се случува. Некаде старината на 90-те години треба да снемем интервју со Фатос Нано, тогаш е премиер на Република Албанија. Спартак Почи, мислам дека е некој директор на фондот за патишта, има блиска комуникација со Скопски гранит, кој тогаш гради еден голем автопат во Република Албанија, и со помош на пријателите од Скопски гранит преку Спартак Почи ни договараме одредено интервју со Фатос Нано. И целата наша телевизиска екипа тргнува кон Албанија и доаѓаме до одреден мост. И гледаме дека тој мост е на некој начин срушен. Всушност, кога поминавме преку мостот беше добар, меѓутоа кога се враќавме беше срушен. Ги прашам луѓето од грани што се има случено. Мостот беше преку една река, околу мостот имаше многу квалитетен песок и луѓето или албанците кои таму живеат почнале да го копат песокот, бидејќи можеле да го продаваат песокот и од тоа да заработат одредено количество на пари. Копајќи го песокот, всушност ги изглабиле темелите на мостот или темелите на кој изграден мостот и неколку дена после нашето поминување пред да се вратиме од Иран и од снимањето на интервјуто со Фатос Нано, мостот се сруши. Односно пропадна бидејќи немаше темели, бидејќи песокот е лесен за копање и носи голем профит, копајќи го песокот и добивајќи голем профит, вие всушност го срушивте мостот. И тоа сега наш не се случува.
Со целата оваа хистерија која создава ВМРО-ДПМН, треба да биде срушен мостот кој не води кон Европската Унија. Бидејќи, знаете, копајќи го песокот и добивајќи одредени политички поени, односно правејќи политички профит, вие го рушите мостот која носи Република Македонија кон Европската Унија. И тоа е суштината, почитувани гледачи. Дали ќе биде срушен или нема да биде срушен мостот? Бидејќи ако мостот е срушен, СДСМ паѓа од власт. Зошто? Бидејќи ако нема мост, нема влез во Европската Унија или нема почеток на преговори со Европската Унија. И ние доаѓаме тука до она флоскула битка за ранетите или она парадигма битка за ранетите или битката на Неретва, кога Тито го руши мостот, но изградува понтонски мост. Всушност сега е дилемата кој ќе го сруши или кој ќе го спаси мостот. Во зависност од тоа кој ќе го сруши или кој ќе го спаси мостот, а мостот не води кон Европската Унија, едната партија може да падне или да дојде на власт, другата партија може да остане во опозицијата. Значи сега е битката за ранетите. Знаете, на крајот на денот вие не знаете кои се ранетите. Може би во еден период ви изгледа дека ВМРО-ДПМН се победници, во друг период ви изгледа дека ВМРО-ДПМН се ранетите. Во зависност од тоа кој подобро ќе игра партијата шах, ќе дојде или ќе остане на власт, ќе дојде на власт или ќе остане во опозиција. Суштината на целиот процес е да се сруши мостот, знаете. Ако ВМРО-ДПМН успее во својата намера да го сруши мостот, да ги закочи почетокот на преговорите со Европската Унија, тогаш Христо Мицкоски смета дека има многу поголеми шанси да дојде на власт. И ако дојде на власт, тогаш ќе ветува на меѓународната заедница, значи ќе го прекопира моделот на Никола Груевски. Дајте ми 61 пратеник и ќе ги решам сите проблеми. Потко ќе му дадат 61 пратеник, му треба 65 пратеника. Знаете, вие постојано можете да имате дополнителни барања ако не сакате да решите одредени проблеми. Ево слична роља се наоѓа сега Христијан Мицкоски. Дајте ми ја власта за да ги решам проблемите кога ќе дојдам на власт. Знаете, меѓународната заедница не само што е уморна од такви политики и политичари во Република Македонија и во регионот, туку има научено лекцијата, знаете. Веќе на никого не дават бланко поддршка. Треба нешто да направите, за нешто да бидете наградени. Знаете, вие не може да добиете морков ако претходно не направите одредена домашна задача. И сега, рушејќи го мостот, знаете, вие може да си пукате сами во ногата. Може би да победите. Мито тоа е хазардот, и тоа е ризикот, и тоа е коцкањето во кое влегува македонската опозиција. На крајот на тој хазард ќе бидат или покојници, или полковници. Затоа Мицкоски влегува во тие тајни преговори со Зоран Заев. Тоа ви објаснав минатата емисија, во она емисија со работен наслов каков е планот или кој е планот на Бихачка. Зоран Заев сака да ја врати до вербата на меѓународната заедница, сака повторно да стане неопходен на меѓународната заедница, а Христо Мицкоски сака да реши 3 проблеми. Улогата, влијањето или контролата на Никола Груевски во ВМРО-ДПМН. Сега Христо Мицкоски смета дека контролата во партијата е во негови раце, дека има се помалку потреба од унгарските пари или од парите на Никола Груевски. Се смета дека е доволно капацитетен да може да ја води партијата и да влезе во конфликт со Никола Груевски. Од друга страна има 2 проблеми со албанскиот фактор и со меѓународната заедница. И во таква ситуација него Зоран Заев треба да му се јави како гарант или како жерант пред меѓународната заедница и пред албанскиот фактор дека Христо Мицкоски може да биде конструктивен и кооперативен. Затоа Христо Мицкоски сега, а не пред 2 години, влегува во тајни преговори со Зоран Заев, бидејќи тој предлог беше даден веднаш после враќањето на Христо Мицкоски после боледувањето и прележувањето на короната на работното место во ВМРО-ДПМН. Зоран Заев го дава тој предлог, Христо Мицкоски не го прифаќа, тогаш го прифаќа Никола Тодоров, кој беше претендент за замена на Христо Мицкоски на челната позиција на ВМРО-ДПМН. Суштината зошто сега Мицкоски влегол во преговори со Зоран Заев, а не влегол пред 2 години, бидејќи сега Мицкоски се чувствува доволно силен и капацитетен да ја контролира партијата. Гледате што се случува сега во ВМРО-ДПМН. Се бројат лајковите на Мицкоски и лајковите на Никола Груевски. Па кога е она великденска честитка на Мицкоски, како што тој пече или прави скара за Великден или за 1 мај, добил повеќе од 10.000 лајкови. А Груевски добил само 4.500 лајкови. Ковачевски добил 4.800 лајкови, а јас сум добил 5.2 или 5.300 лајкови, што крешно сум имал повеќе лајкови од Димитар Ковачевски и од Никола Груевски. Влегувајќи во таков конфликт на груевисти и мицковисти, кога се бројат лајковите за Никола Груевски и за Христо Мицкоски, всушност сака да се прати порака дека Мицковски сега е многу поомилен ке ВМРО-вските гласачи,
во споредба со Никола Груевски. Меѓутоа тоа подсвесно покажува страф на Мицковски дека Груевски може да му ровари, да му прави проблеми. Бидејќи се плаши од Груевски, тој се врза со Зоран Заев. Секогаш кога Заев и Мицковски ги подобруваат своите односи, а те имаат одлични односи изминатите 2 или 3 години, тога се влошуваат односите на Мицковски со Сашо Мјалков, со Јордан Камчев и со Никола Груевски. Тоа е суштината на конфликтот во СДСМ, во ВМРО и во политичките разврски во Република Македонија. Во изминатите 30 години има два модели како се решени тие лидерски конфронтации или низ тие лидерски премрежа низ кои има поминато најсилната опозицијска партија во Република Македонија. Првиот модел се односите на Никола Груевски и Љупчо Георгиевски. Никола Груевски и Љупчо Георгиевски влегуваат во конфронтација 2004 година. Веќе 2005 година Љупчо Георгиевски ја формира ВМРО-НП или ВМРО Народна партија. Во тој момент тој не е лидер на партијата, лидер на партијата е Весна Јаневска, подосна Маријан Додевски, дури на крај доаѓа Љупчо Георгиевски, меѓутоа суштината е следна. Љупчо Георгиевски заминува од ВМРО ДПМН, ја напушта Белата палата, тогаш жолтата зграда, формира политичка партија и заедно со себе во таа политичка партија го носи целиот негативен политички багаж. На Никола Груевски му остава чиста партија. Никола Груевски на чело на таа партија фингира одредена референдумска кампања против територијалната организација, Кичево, Струга, се вози со пунктото низ Скопските улици и низ Македонските улици. 2006 година доаѓа на власт и заборава на сите ветувања кои ги има дадено во однос на таа територијална организација. Клучните крещенда беа направени во хотел Панорама и во Гранд хотел или Холидин во центарот на Скопје. Додека доле во салата се гласаше дали ќе бидат за Љупчо Георгиевски или за Никола Груевски, тогашниот американски амбасадор на 6-тиот кат во хотелот Гранд Скопје во Скопје или во Холидин во Скопје, всушност ја надгледуваше целата ситуација и даваше инструкции како Никола Груевски во наводници да го победи Љупчо Георгиевски, кој всушност и не беше присутен во салата во Холидин кога се одлучуваше кој ќе остане на чело на ВМРО ДПМН. Никола Груевски, ветувајќи дека ќе реши територијалната организација, бидејќи му требаше малце да набилда патриотизам, да ги набилда мускулите со патриотизам, за да може да дојде на власт, да има некоја комбинација на голем реформатор како министар за финансии и малку патриотизам како лидер на опозицијската или националистичката партија ВМРО ДПМН, доаѓа на власт, заборава се што ветувал изминатите 2 години, по 2 години прави коалиција и со Али Ахмете и Судуј и владе 10 или 11 години на македонската политичка сцена. Тоа е првиот модел. Се караат Георгиевски и Груевски. Љупчо Георгиевски го прифаќа или го зема на себе целиот багаж, целиот негативен багаж на ВМРО ДПМН. Никола Груевски има чиста партија, чист имидж и чиста патека да дојде на власт во Република Македонија. И вториот модел е 2017-2018 година. На конгресот во Валандо победува Христијан Мицковски. Никола Груевски се прави дека ниту лук јадел, ниту лук мирисал, дека Никола Тодоров, Сашо Мјалков, сите во партијата лобирале и работеле за Христијан Мицковски, вклучително Милијан Киевски, целата екипа на Милијан Киевски, само Никола Груевски бил неутрален, воопшто не се мешал. Го има оној говор дека во грбот му забиле 100 ножења, за разлика од големиот нож кој му го заби 2004 година Љупчо Георгиевски, и така ни лук јадел, ни лук мирисал се замина во Будимпешта. Меѓутоа пред да замине во Будимпешта, ги договори осумните пратеници кои треба да гласат за уставните измени. Всушност тоа не го направи ни Сашо Мјалков, тоа не го направи ни Христијан Мицковски, тоа го направи големиот патриот Никола Груевски, обезбеди 8 пратенички гласови кои ќе гласа за уставните измени и уште 1, 2 или 3 пратеници во резерва, ако е неопходно и потребно да гласа за уставните измени, може би таму во тие резерви бил Илче Гебелс, и тогаш и така патриотски, преку одредени граници, пикнат во гепекот на одреден автомобил, се замена од Република Македонија. Отиде во Будимпешта, каде што 3 пати на ден јади топол гулаш. Тоа се двата модели кои се имат случајно во врвот на ВМРО ДПМН. Сега Христијан Мицковски сакаше да го копира моделот на Никола Груевски, да глуми патриотизам, да билда патриотизам, бидејќи тоа го чувствува како одреден политички дефицит, ништо да не прави, но да им ветува на странците на меѓународната заедница, ако го репризираат моделот на Никола Груевски 2004, односно 2006 година, тој кога ќе дојде на власт, ќе спроведи уште подобри и уште позахтевни уставни измени во споредба со СДСМ. И околу СДСМ спроведи некакви кљакави уставни измени околу бугарите, менување на уставот и така натаму, Христијан Мицковски ќе направи уште подобри измени, знаете. Тоа е како рушење на стариот мост
во Мостар, знаете, кога го струшија стариот мост во Мостар, еден од српските генерали рече дека тие ќе направат уште постар и уште побав мост од рушење на стариот мост. Ево слична ситуација сега е Христијан Мицкоски. Тој ќе направи уште подобри измени, но сега да не прави ништо, да му ја дадат власта на послужавник, да го билда политичкиот рейтинг, да не троши од политичкиот кредит или политичкиот капитал и како Никола Груевски во пунтото, овој во некој возилце или пешке шетајки низ Скопските улици, каде што Сител телевизија врши директен пренос од тие негови маршеви минатата година за невлегување на бугарите во Уставот на Република Македонија, да дојде на власт и кога ќе дојде на власт да ги внесе бугарите во Уставот на Република Македонија. Постојат две крајности. Едната крајност е да завршите на црната листа, бидејќи се спротивставувате на сите процеси, на сите проекти, на сите договори, каде што како гарант се јава Вашингтон и Соединетите американски држави, тој е рамковен договор. Тој е преспански договор и тој договор со меѓународната заедница, францускиот предлог или бугарскиот договор со кој Македонија ги откочува преговорите со Европската унија и да не го намалувате политичкиот капитал, да не го намалувате политичкиот рейтинг или да не го трошите политичкиот кредит. И всушност умешноста како да бидете опозиција да дојдете на власт е да балансирате помеѓу тие две крајности. 2018 година, кога е референдумот за промена на името, но на средба со Ангела Меркел, бидејќи тогаш безмалку, освен римскиот папа, сите дојдоа во Република Македонија да лобират Македонија да го промени името, бидејќи на тој начин ќе биде гарантиран влез во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. На таа средба помеѓу Христијан Мицкоски и Ангела Меркел, тој дава одредено ветување дека во недела, тоа е 30 септември, до 11 часот наутро, тој ќе излезе на гласање. Не беше битно како ќе гласа, дали ќе гласа за или ќе гласа против, имаше дадено ветување дека ќе излезе на гласање. И не го исполни тоа ветување. Како што во изминатите 5 или 6 години сите негови ветувања всушност беа ќорци. Ветуваше и ништо не исполнуваше. Така беше и на последната средба со германската министерка за надворешни работи. И сега има спекулации дека при посетата или при договарањето на посетата на австријскиот министер за надворешни работи во Република Македонија, Мицкоски не сакал да прифати одредена средба со австријскиот министер за надворешни работи. Зошто? Бидејќи знае дека ќе се врши притисок врз него да прифати и да учествува во уставните измени во Република Македонија. После последната посета на германскиот специјален представник или пратеник во Република Македонија и неговите разговори со лидерот на опозицијата, тој добил впечаток дека Христијан Мицкоски ниту за јота се нема поместено од ставовите кои ги има искажано на средбата со германската министерка за надворешни работи. Што ќе рече дека сега пред меѓународната заедница на располагање не стојат многу можности, бидејќи сваќа дека ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски не сака да учествуваат во овој процес, а тој е исклучително битен процес бидејќи се вложиле пари, нерви, време, па дури авторитет и углед на меѓународната заедница, тогаш тој на располагање има две можности: да влезат во процес на купување на одредени пратеници, што ќе биде штетна варијанта и за процесот, штетна варијанта и за власта, или да влезат во процес на поделба на ВМРО ДПМН. Тоа треба да се случи до почетокот или до крајот на јули, така што сега ќе имаме една забрзана офанзива или забрзано вртење, менување на позициите, влечење на потези така натаму и така натаму. Всушност ќе влеземе во една топовска завршница и на крајот ќе видиме кој ќе биде полковник, кој ќе биде покојник. И сега има две можности. Или целата партија, ВМРО ДПМН ќе гласа за уставните измени, или партијата нема да гласа за уставните измени и ќе се подели на два дела. Знаете, купување на пратеници. Никогаш американците не повторуваат одреден модел кој претходно го имат реализирано. Ако во Босна направиле Дејтонски мировен договор, сигурно нема сега да направат нов Дејтонски мировен договор. Ако косовското прашање го прекина или НАТО интервенцијата беше прекината со Кумановскиот мировен договор, сега сигурно нема да направат нов Кумановски мировен договор. Ке изберат одредена владина коалиција кој излегува чинелот на Слободан Милошевиќ или чинелот на Војслав Шешел, тоа се Александар Вучич и Ивица Дачич, и всушност ќе ја вратат работата на повторно разгледување, како што било 1999 или 2000 година. Меѓутоа сега со нови играчи, со нови фигури, со нов ветар во грбот,
Треба да биде решено тоа што не беше решено со Слободан Милошевиќ. Ако Слободан Милошевиќ ги правеше истите потези како што сега ги прави Александар Вучич, меѓутоа ги продава како голем патриотизам и херојство пред српската јавност, тогаш Кумановскиот договор всушност беше договор за останување на Слободан Милошевиќ на власт. Всушност немаше ни да дојде до Кумановски договор, бидејќи ќе беше прифатен договорот од Рамбује. Тоа што Милошевиќ не го прифати 98-99 година, тоа сега го прифаќа Александар Вучич. И тоа е умешноста на политиката. Вие да направите одредени потези, да подпишете нешто и тоа наместо како капитулација пред сопствената јавност да го продадете како херојски чин, како чин кој ја води државата во светла иднина. Јас не сум одел во теретана, меѓутоа сите пријатели и пријателки кои одат во теретана велат дека ако сакате да го вежбате овој мускул, прво мора да го вежбате овој мускул доле. Бидејќи тоа било диалектика. Тоа било начин на вежбање и градење на мускулатурата. За да можете овој мускул да го направите силен, за да можете да носите кратки мајци, лакоста, например, треба прво да го извежбате овој под лактицата, за да може да ја биде над лактицата многу посилна. Нешто слично се случува сега на македонската политичка сцена. За да може да се случи процесот натре во ВМРО-ДПМН, вие мора да направите силна партија како што е Левица, да почнете да ја билдате Левица да растура кај младите на социјалните мрежи, да ја извадите од Нафталин Даниела Арсовска, да ја скарате со Христан Мицкоски, Стефче Екимовски, кој е продолжена рака на Никола Груевски, да го промовирате како подизведувач на целиот процес на целата таа работа, во она удбашко порталче да ги напикате сите од Оливер Андонов или Петровски, класната, масната, да извадите од Нафталин и така натаму и така натаму. И тие треба како го напаѓаат СДСМ, уште повеќе да го напаѓаат Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН, односно да му го земат просторот на патриотизам на Христијан Мицкоски. И се оно што Христијан Мицкоски го градел изминатите 5 или 6 години, билдајки патриотски мускули, сега тоа да му се руши како кул од парти. Односно тој наместо со СДСМ да се надпреварува за европска агенда, да се надпреварува со Левица, со Мевица, со Класни, со Масни, со Стефче Екимовски, така натаму и така натаму, кој е поголем патриот или кој повеќе кажува не на меѓународната заедница, кој повеќе личи на Сергеј Лавров, Владимир Путин или Сергеј Шојгу, кој може да и се спротивстави на таа непринципијална Европа, на таа блудница Европа, на непринципијалната политика на Вашингтон и Соединетите американски држави, зошто бидејќи на тој начин ќе печелат одредени патриотски поени. Така, знаете, кога вие сакате овој мускул да го вежбате, треба да го навежбате овој мускул. Ова под лактица се Левица, Стефче Екимовски, Даниел Арсовски и целата таа удбашка структура под контрола на Миле Зечевиќ, која е напикана во оно удбашко порталче. И сега ќе се случуваат процеси внатре во ВМРО-ДПМН. Ако ВМРО-ДПМН губи таа патриотска битка со Левица, целата ова проудбашка структура, вклучително и првиот човек на Ману, кој може да се јави спонзорирано Никола Груевски на претседателските избори, тогаш ќе биде Джандар збира, не ќе се знае кој јади, кој пие. Значи, ако ме земете патриотската карта на Христијан Мицкоски, тогаш Христијан Мицкоски ќе мора да објасни внатре во партијата како да не биде изолирана политичката сцена, како да не биде изолиран од меѓународната заедница, а сепак после 5 или 6 години одредени порази, освен победата на локалните избори, тамо се 5 или 6 политички порази, да ја донеси партијата на власт во Република Македонија, бидејќи без поддршка на меѓународната заедница, тоа ќе го објасниме на крајот на емисијата, вие многу тешко тука на Балканскиот полуостров можете да дојдете на власт, така и во Република Македонија. Значи, бркајки патриотизам, знаете, ако вие сте обседнати од патриотизам, ако сте обседнати дека со патриотизам ќе го зголемувате политичкиот рейтинг, тогаш странците, калето, меѓународната заедница ќе ви направат уште по патриотска структура со Левици и со Стефче Екимовски. Тогаш вие губејќи таа битка, ќе треба да бркате европска агенда. Меѓутоа сега треба да правите салто мортале, знаете. Ако 5 години сте инвестирале во патриотизам, сега тој патриотизам треба да го продајте. Тоа драматично ќе ви го намали рейтинг. Знаете, ќе имате дупло голо. Ниту ќе бидете патриот, ниту ќе имате рейтинг. Затоа пред Христијан Мицкоски и пред врвот на ВМРО-ДПМН, контролиран од Христијан Мицкоски, на располагање или на послужавник постојат две сценарио. Големо сценарио и мало сценарио. Третото сценарио веќе е недобитно сценарио за Мицкоски и за врвот на ВМРО-ДПМН. Големото сценарио е прво да има избори, па после изборите да има уставни измени. На ВМРО-ДПМН да му се дозволи да има избори, набилдан со патриотски рейтинг и патриотски мускули да победи на тие избори, и 4 или 6 месеци после спроведување на парламентарни избори, тој да ги спроведе уставните измени во Република Македонија. И второто или мало сценарио е
Председателските избори никако да не се случат пред парламентарните избори. Во најлош случај за ВМРО-ДПМН во исти пакет да се председателски и парламентарни избори. Бидејќи кога оди со одреден председателски кандидат на председателските избори, тамо треба да ги дефинира политиките на ВМРО-ДПМН во однос на ЕУ, НАТО, уставните измени така натаму и така натаму. Може да биде Влато Ѓорчев, може да биде Гордана Селјановска, може да биде Коцарев, не битно. Тамо ВМРО-ДПМН мора да дефинира својата политика. При дефинирање на таа своја политика, ВМРО-ДПМН не може да води политика дека нема да прифати никакви уставни измени, дека нема да прифати влегување на бугарите во Уставот на Република Македонија, по 6 месеци од председателските избори да има парламентарни избори, да го тврди истото, и 4 месеци после председателските избори или после парламентарните избори да влезе во процес на уставни измени, знаете. Тоа би било too much. Тоа ниту мали џокица не може да го направи, знаете. Никој не е будала во Република Македонија. Бидејќи некој ќе му побара тоа што го направи Васил Топурковски или тоа што го правеше Никола Груевски, да потпиши договор со граѓаните. Тоа ќе му се бара сега на Христијан Мицковски, ако тој ги вадеше граѓаните. Како тоа Груевски го правеше 2017 година и тоа завршува со крвавиот четврток и промена на власта во Република Македонија, упадот во македонскиот парламент, а гледате сите кои беа фронтмини на целиот тој процес сега се угледни аналитичари, угледни телевизиски водители. Знаете, иако само вода носеле кога беа тие протести и кога беше упаѓањето или упадот во македонското собрание, вие не можете да водите такви процеси, да ги вадите луѓето на улица против бугарскиот предлог, да има луѓе кои се повредени полицајци или демонстранти во тој суdir со македонската полиција и на крајот да речете пупу не важи, сме добиле парламентарни, сме добиле председателски избори, сме ветувале едно, сме потпишале договор со граѓаните и сега не го почитаме тој договор со граѓаните. И тука е всушност ребусот кој треба да го реши македонската опозиција. Мислам дека имаат многу мали маневарски можности да го решат тој ребус. Или како попчиње ќе гласа за уставни измени, или најверојатно нема да дојдат на власт во Република Македонија. Минатата недела Ескобар или помошникот на државен секретар на Соединетите Американски држави имаше ексклузивно интервју за највлијателната албанска телевизија Top Channel. И во тој интервју тој објаснуваше политиката или позицијата на Сали Бериша, кој беше албански премиер, албански председател, лидер на Демократската партија или лидер на албанската опозиција, кој минатата година беше ставен на американската црна листа. Ставот на Ескобар беше категоричен, дека досега никогаш не се случило со победа или пораз на одредени избори, вие да бидете избришен од црната листа на Стейт Департаментот, што ќе рече дека Сали Бериша може да победи 100 пати во Република Албанија и никогаш повеќе нема да биде власт, и уште потрагично, никогаш повеќе нема да биде симнат од црната листа. И тоа е порака до сите овие луѓе кои се наоѓаат на црната листа. Вие или ќе соработувате со американската администрација, или за век и векови ќе останете на американската црна листа. Тоа е порака и до сите политичари кои се спротивставуваат на рамковниот, преспанскиот и договорот со меѓународната заедница или францускиот предлог, каде што како жирант и гарант се јавува американската администрација. Тоа се предусловите вие да завршите на црната листа. Тоа се тие препораки на администрацијата на Џо Бајден. И кога вие така ќе ги погледнете, работите, тогаш тие станат многу јасни, знаете. Вие или ќе бидете кандидат да завршите на топол оброк 3 пати на ден, или ќе бидете кандидат да завршите на некаква црна листа, или ќе капитулирате и како попче ќе учествувате во уставните измени во Република Македонија. Да искористам ова прилика за мала реклама. Во вторник, во таа вонредна политичка анализа која правиме секој вторник, за тие кои се мембари, мембарси или ја користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов, ќе имаме ексклузивна вонредна политичка анализа. Како е реализирано бегството на Никола Груевски и каде се има криено Сашо Мјалков со сите пикантерии и пропратни елементи како се има случено тие два процеси, два клучни процеси кои може да ја срушат владата на Зоран Заев. Значи, бидете мембари, станете мембарси, користете опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов и во вторник во 22 часот ќе можете да видите ексклузивна вонредна анализа како Никола Груевски избега од Република Македонија целата процедура и каде се криеше Сашо Мјалков. Јас постојано велам дека на лекар и на прегледи треба да одите кога сте здрав. Бидејќи кога сте болен и да сакате и да не сакате, некој ќе ве однесе на преглед. Дали ќе ве однесе некој од блиските или ќе ве однесе брза помош. Знаете, кога ви имате одреден проблем, имате две можности да го решите проблемот или да ги убедувате другите дека проблемот не постои. Власта или опозицијата, ако има проблем, тогаш може да го решавате или да не го решават проблемот. Клучниот проблем на опозицијата се односите со меѓународната заедница.
односно односите со Американската амбасада, односно односите со Калето во Република Македонија. И бидејќи тој проблем всушност им испраќа сигнали на песимизам пред гласачите или до гласачите на македонската опозиција, односно на ВМРО-ДПМН, наместо тој проблем да го решава Христијан Мицкоски, ги користи овие дагао новинари, овие инфлуенсерки, знаете, не користи било кој, овие рублја патриоти, кои ги користеше Никола Гориевски во оно граѓанско движење за одбрана обнова на Македонија, кои се сега пола поделени во оно удбашко порталче, пола останаа со Христијан Мицкоски, туку ги користи тие кои биле перјаници на шарената револуција, без разлика дали се инфлуенсерки или се дагао новинари. Што прават тие? Па пишува текстови и текстови на социјалните мрежи, за да го убедат дека никој повеќе не се плаши од американската црна листа. Дека корупцијата која цветала во Република Македонија, наместо со новата амбасадорка да биде искорената, таа цвета уште повеќе, што ке речи дека меѓународната заедница, Калето и американската амбасадорка се тотално небитни, тотално неважни, тотално немокни да влијат на политичките разврски во Република Македонија. Се сеќавате како завршија тие процеси кои ВМРО-ДПМН преку тие рублја патриоти ги водеше против Пол Волерс, против Джес Бейли или Филип Рикер. На крајот завршил со шарена револуција. Овие представници, перјаници, дагао новинари, инфлуенсерки, кои биле во првите редови на шарената револуција, точно знаат како завршува секоја власт или секоја опозиција која влегла во конфликт со меѓународната заедница. Знаете, вие 2, 3 или 4 години да сте во конфликт со меѓународната заедница, да завршите така неславно со 27. април црниот четврток и никаква поука од тоа да не извлечите, да ги користите овие перјаници на шарената револуција да плюкате по меѓународната заедница и всушност не сакајќи да го решавате проблемот, да го негирате постоењето на проблемот, влегувате во уште поголем проблем, а тоа е да останете изолирани на македонската политичка сцена. Гледате, почитувани гледачи, во четвртокот, значи 3 дена пред оваа емисија, во Битола се случува одредена работа или во Советот на општина Битола, каде што председавачот на Советот Габриела Илиевска, која тоа невладино движење или таа најпартиска организација поинакви или поинаку, кој има 3 или 4 одборници советници во Битолското собрание, која поради тоа во таа коалиција со ВМРО-ДПМН беше избрана да биде председавач на Советот на општина Битола и таа не прифаќа да гласа за завршните сметки на јавните претпријатија, бидејќи не прифаќа да гласа за завршните сметки на јавните претпријатија, е сменета по кратка постапка од таа позиција. Ние имаме реприза на тоа што се случуваше помеѓу ВМРО-ДПМН и Денел Арсовска, или тоа што се случува во македонскиот парламент. Секогаш кога вие не прифаќате нешто што го сака ВМРО-ДПМН, тие или ве менуваат, или го блокираат парламентот. Дете што се случува со Таравари. 2021 година и Мицкоски, и Николовски, и ВМРО-ДПМН одат и ве убедуваат дека Арбен Таравари е најдоброто решение за општина Гостивар, инвестираат во Арбен Таравари како што инвестираат во Даниела Арсовска, и Даниела Арсовска, ако не беше поддршката на ВМРО-ДПМН, ќе се останеше председателка на Сојузот на стопански комори и почесен конзул на Украина, односно на Унгарија во Република Македонија. Арбен Таравари ќе си беше некој професор на медицинскиот факултет, ќе примаше, ќе лечеше одредени пациенти, ќе беше угледен доктор, меѓутоа со поддршка на ВМРО-ДПМН, не само со поддршка, туку со убедување на граѓаните во Скопје и во Гостивар дека тоа се најдобрите решенија кои ВМРО-ДПМН ги промовира и стои зад нив, тие стана градоначалници. Во оној момент кога тие се одвоили, се дистанцира од ВМРО-ДПМН од Христијан Мицкоски, тогаш дрва и камења. Црн петко ги направија, како дете од Катран и Даниела Арсовска изваде милион афери, конфликти, зимање на микрофоните така натаму и така натаму, а на Таравари му извади она афери, тоа му извади токму Александар Николовски за куќата во општина Карпош или во населба Тафталиче. Слично беше и со Фатмир Бесими, кој беше министер за одбрана во владата на Никола Гориевски. Во оној момент кога стана министер во владата на СДСМ, му извадија куќето. Куќето која е изградена во мандатот на ВМРО-ДПМН. Исто како ова куќа на Таравари која е купена во мандатот кога тој, односно во периодот која тој во блиски односи со ВМРО-ДПМН. Што ке речи, ако не сте добри со ВМРО-ДПМН, тогаш Илче Гебелс ќе ве спружи на насловни страни на сите медиуми, сите портали, 160 портали, операцијата Конски скок, која служи, или дувото која служи за денунцирање и масакрирање на сите политички противници или медиумски противници на ВМРО-ДПМН. Знаете, почитувани гледачи,
Денес никој не чита, нели? Тоа е една флоскула која се користи. Децата не сака да читат, младите не сака да читат, никој не сака да чита, не се купуваат книги, никој дома нема да седни наместо да чита книги, гледа телевизија, така натаму и така натаму. Јас мислам дека и децата може да читат. Меѓутоа, за да читаат децата, треба вие и сопругата, јас и сопругата да читаме. Ако ние цел ден дремиме на Facebook или го имаме мобилен телефон во рака, како ќе ги убедиме нашите деца да читаат книги, ако ние цел ден работиме или сме седнати и го имаме мобилен телефон во рака, сме на Facebook, на Instagram, на YouTube и гледаме емисијата во центар или сме на социјалните мрежи. За да ги научиме децата да читат, мора ние да читаме. За да ги научиме гласачите што е добро за Република Македонија. Дека перспективата на Република Македонија е во ЕЕ и во НАТО, тоа не значи дека се тие совршени. Тоа не значи дека се тие добри. Тоа не значи дека тие водат принципиелна политика. Па ние можеме да наброиме милион примени на непринципиелна политика на таа меѓународна заедница во однос на Република Македонија. И тоа што го вели Еро Ризав, дали имаме, не е прашањето дали имаме друга алтернатива, туку дали имаме подобра алтернатива. Ние секогаш имаме алтернатива, прашањето која од сите тие алтернативи е најдобра за Република Македонија. Како што сега стојат работите, движењето кон ЕУ и членството во НАТО е многу подобра алтернатива за Република Македонија во споредба со било која друга алтернатива. И за вие да го научите членството, гласачите или електоратот, дека тоа треба да го прифаќаат како одење напред, а не како капитулација на Република Македонија, тоа треба вие да го прифатите. Знаете, исто како јас и сопругата. Ако сакаме да ги научиме децата да читаат книги, треба и ние да читаме книги. Треба вие да сте горди што сме земја која е членка на НАТО. Па сетете се на онаа фотографија. Во Македонското собрание се прогласува членство во НАТО. Сите срекни, сите стануваат да аплодираат, а Христијан Мицковски како лидер на македонската опозиција си ги крева панталоните. Па таа фотографија е парадигма на се оно што ни се случи изминатите 4 или 5 години. Бесен сум и гневен, бидејќи толку голема цена имаме платено изминатите 30 години. Мислам дека не постои држава во Европа која има платено таква цена. И наместо да бидеме горди, да го манифестираме тоа, да го материализираме, да го капитализираме, ние промашуваме како Рамос, пенал, празен гол, пенал, шутираме тамо некаде 20 метри над голо. Тоа сега се случува во Република Македонија. За да бидеме стрекни, знаете, дека сме членки на НАТО и дека треба да ги почне преговорите со Европската унија. Тоа треба да ве убедува, тоа треба да ви окажуваат политичките партии. Ако тие ве трујат со злоба, ако тие ви ја полнат главата дека тоа е капитулација, а не победа на Република Македонија, ви никош нема да сакате да бидете членки на ЕУ на НАТО. Добро е и здраво за секоја држава да постојат одредени маргини. Одредени маргини како што е левица или одредени маргини како што се овие маргинални политички партии. Тоа да е 3 или 4%. Кои сака да не сме членки на НАТО. Не сме членки на Европската унија, бидејќи тие се империалистички творби, фашистички творби, тоа што го кажуваат. Значи, тоа е здраво за секој општество, како што е здраво да постојат одредени синдикати, да се бунат против сите закони, да барат подобри работнички права и така натаму и така натаму. И тоа е здраво. И секоја држава тоа треба да го негува, тоа да постои. Проблемот на една држава е кога тие маргинални структури стануваат мејнстрим политички процеси во една држава. Тоа се случи во мандатот на Никола Груевски. Наместо ВМРО да помане да излечи поука од тоа што се случи во мандатот на Никола Груевски, тие сега го јавнуваат груевизмот во најцрна форма, уште посилно и шибаат 100 на саат, јавајќи го конјот на тој најцрн груевизам. Земете го филмот Подземје на Кустурица. Знаете, толку има една длабока символика за тоа што се случи сега во Република Македонија тој филм, каде што група на луѓе се во одредено подземје, во одреден подрум, само еден или двајца влегуваат и излегуваат во тоа подземје, тој подрум, и тие луѓе, иако војната завршила 10-15 години претходно, се уште веруваат дека е војна и дека не сме да излезат надвор од тоа подземје, бидејќи надвор од подземјето е војна и може да загинат. Со помош на овие медиуми, 160 портали, Алфи, Малфи и така натаму, ВМРО ДПМН нивното членство го држи во едно такво подземје. Всушност го убедува дека ако излеземе тоа подземје или од некоја изолирана Македонија, дека ние ќе загинеме, дека некои бомби ќе паднат врз тоа подземје кој тие го креираат со Алфи, Малфи, тие 160 портали под нивна контрола. Што треба да правите? Па ништо, за да спасите глава треба да сеите во тоа подземје. Какво е тоа подземје? Да бидеме изолирана држава, која не комуницира со ЕУ со НАТО. Зошто? Бидејќи тоа се лошите чичковци кои нас сака да ни земат играчката,
кои сака да ни напакостат, кои сака да ни направат одреден проблем. Создавајќи таква лажна слика и лажна илузија, всушност ВМРО ДПМН не сака да добие неопределени гласачи, туку сака во подземје да го држи своето членство. Секој што ќе се дрзни нешто да кажи, различно од тоа кое како слика ја даваат Ацо Николовски, Илче Гебелс, Кристијан Мицковски, преку дувлото се масакрирани, се уништувани, се растргнати и било кој што ќе помисли да се спротистави на таа политика, само треба да се сети како поминал тој кој пред него влегол во истиот тој процес. Да се случи промена на власта во една држава, треба да се направи комбинација на 4 или на 5 фактори. Тајни служби, подземје, навивачки групи, бидејќи тие се тој експлозивен материјал кој може да ги спроведат процесите. Така беше Бугарија, така беше во Скопје, во Република Македонија, така беше во Србија, Шарине, револуција, отпори и така натаму и така натаму. Олигархија, странци, односно меѓународна заедница и медиуми. И ако ги имате тие 5 или 6 елементи, или поголем дел од тие 5 или 6 елементи на ваша страна, тогаш вие можете да спроведете промена на власта во одредена држава. Како стоиме во Република Македонија во однос на тие 6 или 5 точки кои се клучни за промена на власта? Конфликти на меѓународна заедница, бидејќи меѓународна заедница не е само западната меѓународна заедница. Меѓународна заедница е Кина и Русија. Конфликт тука на македонски терен. Конфликт во медиумите кои се контролирани од олигархијата или олигарците кои не сакат промени во Република Македонија. Конфликт во службите, гледате сега Вилма Русковска се појавува на сите медиуми и всушност води кампања против Оливер Спасовски, бидејќи Оливер Спасовски е најсериозен кандидат да биде председателски кандидат на СДСМ на председателските избори. Тоа се конфликти се случуваат тука во Република Македонија, каде што двата крака на длабоката држава водат битка за превласт, кој да биде власт, кој да биде опозиција. Нешто слично што се случуваше во Соединетите американски држави, конфликтот на Доналд Трамп и Хилари Клинтон, кој сега е конфликт на Доналд Трамп и Џо Бајден. Знаете што ќе се случеше ако Трамп победеше на изборите 2020 година? Ќе го немаше НАТО. Украина веќе ќе капитулираше и Русија ќе беше влезена во Киев, и тоа е суштината на целата оваа емисија. Тој конфликт кој го гледаме тамо во Америка или кој сме го гледали изминатите 5 или 6 години во Америка, каде што и Велес имаше битна роља и битна улога, бидејќи Хилари Клинтон тоа постојано кажува, тој конфликт го гледаме сега. На купче ставени конфликти, тајни служби, медиуми, олигархија, меѓународна заедница. Во зависност од тоа кој крак на меѓународната заедница ќе победи во Република Македонија, власт ќе биде СДСМ или ВМРО ДПМН. Ова беше нашата политичка анализа. Во четвртокот, политичка анализа со работен наслов, кој е планот на Бихачка. Вечерва, работна анализа или анализа со работен наслов, кој е планот на Белата палата. Мислам дека ви ги отсликав односите и во СДСМ и во ВМРО ДПМН. За кој сум ја, за партизаните или за германците? За никој. Јас сум за Република Македонија. 1991 година на референдумот гласав за независна, самостојна Република Македонија, која е членка на ЕУ и членка на НАТО. Не го прифаќам промената или не прифаќам промената на името, и понатаму ја нареком Република Македонија, или како велат реалноста е поинака, меѓутоа јас во моето срце и во моето обраќање до гледачите на мојата емисија, Македонија секојаш ја нареком Република Македонија. Меѓутоа, знаете, не сум од оние кој е закопан во просторот и времето. Одредени процеси, вие можете за нив да се борите додека е време, знаете. Вие едно се однесувате на 15 години, поинако се однесувате на 50 или на 60 години. Кога одредени процеси ќе бидат финализирани, вие можете да ги прифаќате, јалово да опонирате, па дури и да влегувате во одредени конфликти. Меѓутоа, тоа може да направи штета на одредени процеси во Република Македонија. Што сакам да кажам? Дека Република Македонија во овој момент не треба да ги брои жртвите во наводници, бидејќи жртвите се бројат на крајот на битката. Ние сме некаде во втората половина или во третата четвртина од битката и таа битка треба да заврши со влез на Македонија во Европската унија. Кога ќе влеземе во Европската унија, можеме да ги броиме жртвите. До тогаш треба да бидеме мобилизирани и да дадеме се од себе да ги оствариме стратешките интереси на Република Македонија. Може би стратешките интереси да се Кина и Русија. Меѓутоа некој треба да излезе на избори, да добија довербата на граѓаните и да спроведи таква политика. Меѓутоа немојте да ги лажите граѓаните, да им ветувате ЕУ и НАТО, а да правите се да спроведете руска агенда во Република Македонија. Бидејќи некој по 1, 2, 3 или 5 години ќе ве казни
Според таа непринципиално со беше емисијата во центар, јас сум Васко Евтов. Ново дружење четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.